Вакцинирањето против коронавирус во пунктот на здравствениот дом во Гостивар се одвива непречено и според планираното, оценуваат надлежните. Од 2 април, кога почна имунизацијата, до денес вакцина примиле околу 1000 граѓани. Отворањето на регионалниот пункт за масовна вакцинација во Тетово не значи дека гостиварскиот ќе престане со работа. Гостиварци досега се имунизираа со AstraZeneca и Pfizer, а процесот ќе продолжи со кинеската Sinopharm. До сега вакцинацијата на пунктот во Гостивар се одвива добро. На почеток почнавме да вакцинираме со AstraZeneca, 600 вакцинирани се, понатака продолживме со Pfizer-BioNTech, до сега имаме вакцинирано 400 души, можда денови веќе завршиме веќе со Pfizer, понатака продолжуваме со кинеската Sinopharm. Вакцинацијата се одвива многу добро. Значи, одзивот како што оди времето поминува е се подобар и подобар. До сега несакани реакции нема пријавено, освен блага температура покачено, иначе потешка реакција немаме пријавено до сега од тие вакцини што ги спомнам, и од Pfizerот и од AstraZeneca. Дел од граѓаните од Гостиварскиот регион за вакцинација се распределуваат во Тетово. Доктор Богдановска вели дека тоа зависи од системот и апелира да се испочитуваат термините и одредениот вакцинален пункт, за да не се создаваат проблеми. Закажување за вакцини не оди преку матичен лекар, туку оди преку vakcinacija.mk и буквално тие го дават распоредот за вакциналните пунктови каде треба да се вакцинира населението. Би кажала и уште еден податок дека каде што е закажано, таму нека се јавуваат граѓаните, затоа што немаме можност да се префрлат, да речеме, закажани Тетово или со сопружниците некој закажан Тетово, некој Гостивар. Сепак тоа се работи кои што се ван наша моќ и контрола, одредуваат Министерството, мислам тоа мој термин vakcinacija.com, и сепак секој нека оди со таа порака што е добил на пунктот каде што му е назначено. Со антикорона вакцинација во Гостивар најпрво беа офатени граѓани кои имаат над 75 години. Потоа постепено дојде до опаѓање на возрастната граница и актуелно вакцини добиваат лицата над 70 години. Наредниот период ќе следува дополнително спуштање на границата според насоките и препораките на Министерството за здравство. Последната официјална статистика покажува дека во земјава досега се вакцинирани околу 66.100 граѓани, а пријавени се над 245.000.